Иако политичката криза е се уште закана за домашното стопанство, а неизвестноста присутна, домашните фирми наоѓаат начини како да го преживеат овој период и да забележат позитивни резултати во работењето. Сепак, за да го испорачаат предвидениот економски раст, на бизнисот му се потребни свежи пари. Услов за да се постигне цениме како потребно е полесен пристап до финансиски средства во насока на обновување на машини со современа и висока технолошка вредност заради добивање на краен производ со поголема додадена вредност. За поголем развој на индустријското производство и финализирање на производи со поголема додадена вредност потребен е економски план за развој. Од Сојузот на стопански комори потенцираат дека македонските компании имаат квалитетни производи и може да се наметнат на странските пазари, но потребно е да се поддржат извозно ориентираните фирми. Очигледен е трендот на нужната потреба од следење на техничко-технолошкиот развој. Особено важно е да ги следиме сите релевантни европски и светски трендови во областа на индустријата, како иновациите, новите технологии и новите компании кои се присутни на пазарите. Имплементирањето на трендовите е во насока на понуда на производи со врвен квалитет и обезбедување на квалитетна услуга кои ќе бидат конкурентни како на домашниот, така и на странските пазари. Бизнисмените сепак алармираат дека за да се оствари проекцијата за економски раст, неопходна е известност во деловното работење и надминување на политичката нестабилност. Превирањата продолжија и годинава, а тоа резултира со пат на кредитирањето на компаниите. Народната банка во последниот извештај за макроекономски движења констатира дека вкупните кредити во јануари паднале за 1,6%, позначителниот раст од 2,9% претходниот месец. При тоа, намалувањето на вкупната кредитна активност на месечно ниво во целост произлегува од падот на кредитите на компаниите, а мал раст на кредитите на домакинствата. Ваквите бројки се должат на резервираноста во стопанството од инвестиции поради политичката криза. Народната банка за 2017 година предвидува раст на економијата од 3,5% и 3,7% во 2018 година под услов решавање на политичката криза.